Господине Миланов, кои ќе бидат обврските на хидросистемот во овој договор? Најпред сакам на општо задоволство да кажам дека еве денеска го потпишаме договор за изградба на филтерстаницата за Пробиштип. Инаку веќе најавивме поодамна пред 1-2-3 месеци дека од преостанатите средства од неискористените средства од јапонскиот кредит од JICA, значи од ен кредитот остана средства и нормално дека после одредени договарања со знаење нормално на владата, понатаму на Министерство за земје и шумарство и водостопанство, договоривме на сума на средства за изградба на филтерстаница, тоа се околу 800.000 евра од ен кредитот, и овие 800.000 евра исклучиво ги наменивме за изградба на филтерстаницата, што тоа денеска и го направивме со потпишувањето на овие договор. Меѓувремено потпишаме повеќе договори за, како што е еден од тие поважни договори, е договорот за користење на сировата вода. Тој договор го потпишаме јавното предпријатие Зетовица со општината Пробиштип, како и со јавното комунално предпријатие Никола Карев, да. И со тоа веќе еден од заклучоците на владата беше исполнет и врз основа на повеќе месечно така договарање околу изборот на методата за прочистување на водата, што ќе се користи од Зетовска река, од Зетовица, значи, како сирова вода, бидејќи веќе таа метода беше одобрена, изберена од страна на Советот на општината Пробиштип и од управниот одбор на Зетовица. Веќе, значи, се договоривме да во иднина, односно до крајот на годинава, се изгради филтерстаницата, а изведувач на работите ќе биде Искра од Словенија, со кој веќе имаме потпишано договор за изградба на СКАДА центарот, СКАДА системот. Така за да може рокот да се постигне, ние веќе согласно ФИДИК правилата, упатството на JICA, веќе тој договор денеска го потпишаме и очекувам и сум оптимиста и среќен и задоволен што еве еден многу битен проблем Пробиштип, односно граѓаните на Пробиштип веќе ќе го дефинитивно решат. Градоначалник, значаен момент, ова би значило почеток на она што го ветивте, изградба на филтерстаницата. Денеска е голем ден за општина Пробиштип. Го подпишавме договорот за изведба, односно за изградба на филтерстаница за вода за пиење или пречистителна станица за вода за пиење за општина Пробиштип. Пробиштип имаше еден децениски проблем со водоснабдување. Се надевам дека со денешното подпишување на овој договор, со понатамошна имплементација на договорот, односно успешно завршување, Пробиштип ќе добие квалитетна и чиста вода за пиење и еднаш за секогаш што е проблем со водата, со проблемите во водоснабдувањето во нашата општина ќе биде целосно разрешен и ќе немаме таков проблем. Среќен сум што после долги преговори, долги анализи за избор на методологија на филтрирање, имавме доста полемики за целата таа постапка, конечно се заврши успешно. Избрана е фирмата која што остави еден силен впечаток на претходниот проект кој што успешно го реализираше, тоа е Искра системи од Љубљана, од Словенија. Значи, нивната сериозност се надевам дека ќе биде уште поголема на овој проект, кој што е, како што кажав, од суштинско значење за нашата општина. Крајниот рок и во договорот пишува дека е 20 декември 2012 година, така да се надевам дека за нова година општина Пробиштип ќе има нова и, морам да кажам, најсовремена филтерстаница во цела Република Македонија. За прв пат се воведува моделот кој што е широко распространет во поразвиените западни земји, тоа е методот на ултрафилтрација, без многу употреба на хемикали, без значи она класично филтрирање со седиментација и флокулација и сите тие процедури кои што ги имавме во најголем дел од општините во Република Македонија. Ова е, како што кажав, модел на филтрирање кој што се применува само околу 10 години и тоа во најразвиените
европски земји, Франција, Германија, еве и во Словенија и за прв пат во Република Македонија. Инвестицијата е околу 1.400.000 евра, целосно е завршена финансиската конструкција, 800.000 евра се обезбедени како поволен кредит од Џајка, 480.000 евра се добиени донација од владата на Република Словенија преку Центарот за меѓународна соработка и развој, и 120.000 евра се од сопствен буџет на општина Пробиштип, така да целосно завршена финансиска конструкција, што беше и предуслов да почнат преговорите и изборот на изведувач. Затоа и го подпишавме договорот и како што кажав и претходно, се надевам дека успешно ќе го имплементираме во периодот што следува. Се очекува уште во најкраток рок после мобилизацијата на изведувачот и завршувањето на некои формалности, односно формални процедури, да отпочне брзо со негова физичка реализација и, како што кажав, за нова година општина Пробиштип да има завршена или целосно готова филтер станица и квалитетна вода за пиење. Дали е тоа реален рок, бидејќи веќе сме во 5-тиот месец? Ние знаеме дека времето е многу кнап, меѓутоа поради некои неусогласености, односно проблеми, можеби и подобро е да ги расчистиме во фазата на преговори, затоа и подолго време се правеа планови, се кроеа стратегии, се бираше опрема, се бираше метод на филтрирање. Впрочем, така и во западниот свет, посебно јапонците, во искуството кое што го имаме со нив, повеќе време трошат на претходно планирање, а реализацијата оди многу побрзо. Се надевам, а имаме и цврсто верување и од страна на изведувачот и од страна на јапонците како консултанти, односно надзор, дека овој проект целосно ќе биде завршен во предвидениот рок. И од ДИЕПО Златовица? Сигурно, тука имаме голема помош и од јавното предпријатие Хидросистем Златовица. Сме крајно благодарни на нивната кооперативност, нивната поддршка во имплементација на целиот овој проект, бидејќи без нивна поддршка немаше да имаме ни тие 800.000 евра, бидејќи тие беа пари кои што се останати од првата фаза на хидросистемот Златовица, кој што исто така успешно имплементиран. Се надеваме дека Златовица како предпријатие кое што е најголемо и најперспективно се наоѓа на територија на општина Пробиштип и во иднина ќе ни приредува вакви и слични среќни моменти со имплементација на втората и на третата фаза од хидросистем. Што за вас значи овој проект, каде што и вие повторно учествувате? Имавте голема улога во хидросистемот Златовица, а сега сте дел од решавањето на едно многу значајно инфраструктурно прашање во Пробиштип. Yes, yes. You were part of implementation of project Hydrosystems Zlatovica, and now you are again here involved in this process. Yes. Can you tell us what is your role here? We were working as a Japanese engineer to support our client for this Zlatovica project. And now I'm very glad to attend this signing of a contract with the contractor for the water treatment plant at Pробиштип. I believe after this project, we can provide very good water for local people here. It's a very good time here. Значи, јапонските консултанти на почетокот работеа како инженери, консултанти на Хидросистем Златовица, на тој проект, и сега господинот Химата изразува големо задоволство што повторно се инволвирани и во проектот кој што ќе следува, тоа е изградба на филтер станицата. Посебно е среќен и задоволен што и они како консултантска куќа присуствува и имаат дел во потпишувањето на договорите за изградба на филтер станицата, со што се надева дека во предвидениот рок општина Пробиштип, односно граѓаните на општина Пробиштип ќе добијат квалитетна вода за пиење. Thank you very much. Your name? Kimata. Јавното комунално предпријатие Никола Карев, како го доживува овој момент вие како директор на ова предпријатие кое
стопанисува токму со она што ќе се случува во наредните месеци и ќе значи многу за нашите граѓани. Добро рековте, значи Никола Карев е предпријатие кое е единствено предпријатие во општина Прожици кој дистрибуира вода до граѓаните. Она вода која што ние сега дистрибуираме до граѓаните, стварно се работи на тежок систем. Со подпишувањето на овој договор, каде што предуслов беше подпишувањето многу други договори и договарање веќе подолг период, јас сум среќен да тоа треба да се сретне и граѓаните, а посебно јавното предпријатие кое ќе во следниот период кога ќе биде изградена оваа филтер станица, ќе може на граѓаните да им пружи квалитетна вода, не само квалитетна, туку и квантитетна. Значи добар дел од она што сега го имавме како проблем во водоснабдувањето на граѓаните, тоа е доставувањето на водата до граѓаните. Со изградбата на нова филтер станица, јас се надевам дека оние проблеми кои сега ги имаме, веќе ќе ги немаме како проблем во дистрибуирањето на водата до граѓаните. Дали сте вие оптимист дека роковите ќе се спазат и дека до крајот на оваа година Пробиштип ќе има филтер станица? Секако мислам дека гранчаникот веќе напомена дека веќе подолг период преговараме и дека долгиот период на преговарање и договарање е токму она да не настанат некои грешки и да имаме доволно време да ги справиме сите оние проблеми со кои ќе се справиме во периодот на изградба на филтер станицата. Оптимист сум и мислам дека општо е и потребно вакво нешто да се заврши во дадениот рок, потребно е и за градот, потребно е и за јавното предпријатие кој треба да стопанисува со ваков дел на општината. И 2-3 збора за рейтингот на изведувач. Изведувачот Искра системи од Словенија, вакво нешто веќе, како што рекол и претходно излагачите, дека ваков систем на филтрирање на вода не постои во Македонија, но постои во развиените земји. Се надевам дека она како технологија која ќе биде уградена од Искра системи ќе ги задоволува потребите за квалитетот на водата која треба ние да ја примаме.